Добро вечер на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дозволете да искористам можноста на вакво присуство на медиумите, уште еднаш да апелирам до граѓаните на слободни, фер и демократски избори. Навистина сум горд како човек за првиот изборен круг, што покажавме кристално чисти избори, заради тоа што само преку слободни, фер и демократски избори сите победуваме во Република Македонија. Денеска сме овде во поддршка на актуелната градоначалничка на Тетово и идниот градоначалник на Тетово, Теута Арифи, заедно како коалициони партнери, кои што уште пред првиот изборен круг ја објавивме нашата коалиција за локалните избори, си даваме меѓусебна поддршка и веруваме во иднината на Македонија. Ова што го правиме како политички партии е вредно за почит. Ние се гордееме како лидери на политичките партии, заради тоа што веројатно од самостојна Македонија прв пат се случува уште пред изборите да се склучат коалиции на многу транспарентен начин, на многу важен за граѓаните начин, на повидок пред сите, честно, отворено, транспарентно, ја побаравме поддршката. Јас се користам приликата исто така овде и преку вас медиумите да ја побарам поддршката од граѓаните на Тетово за Теута Арифи, која што е актуелен градоначалник, жена, ретко, која што беше досега градоначалник, и верувам дека Тетово под раководство на Теута Арифи со поддршка на централната влада ќе има одлични перспективи во периодот кој што доаѓа пред нас. И освен меѓусебната коалиција, дали ги коментиравте и односите во владината коалиција? До господинот Заев прашање. Добро, еве вака. Ние разговаравме како да се погрижиме пред се како власт. Изборите да бидат регуларни, фер, демократски и слободни. Тоа е приоритетот на сите. Навистина не навлегуваме во коалициите, иако имаме поприлично незгодна состојба со еден од коалиционите партнери, тоа е негово право. Локалните избори се различни од парламентарните избори и оставаме секој на својата одговорност. Нашата коалиција, како што реков, ја објавивме уште пред изборите. Во првиот изборен круг гледате дека оставивме дури на вниманието во Струга, во Гостивар. Навистина оставивме да граѓаните го кажат својот правец. Еве и кандидатите сега во вториот изборен круг. Господинот Зијадин Села одлучи да влезе во коалиција со Беса. Го гледам некаде и со ВМРО да помене, тоа е негово право. Секако тој си носи одговорност и пред своите гласачи. Ние тоа што го направивме е уште пред самата кампања, стоиме на тоа транспарентно, никако не скриено, отворено, затоа што веруваме во заедничката иднина пред се за сите граѓани на Република Македонија, а секако и веруваме пред она што ја чека Република Македонија, време на сериозни одлуки, време на сплотеност, време на единство и време на работење во интерес на сите граѓани. Благодариме многу.